Минатиот пат кога говорев, отпочнав со една случка, или поточно би рекол, отпочнав да говорам за Бенџамин Франклин. Еден човек кој оставил голем траг во историјата. Лично мене многу ме воодушеви, реков минатиот пат, бидејќи има плоден живот. Животот на Бенџамин Франклин е многу плоден. И набројав многу работи кои што се направил Бенџамин Франклин во својот живот. Меѓу другото, одвоив еден сегмент, додека бил амбасадор на Соединетите Американски држави во Франција, дека имале таму клуб каде се собирале амбасадорите. Говорев дека во тој клуб го нарекувале клуб на неверници, на неверни луѓе. Се собирале атеисти и агностици и си имале задача да говорат и да дискутираат околу најразлични теми, меѓутоа сите оние кои што носат некаков предзнак дека се ремек дело. Меѓу нив кажав дека многу често ја дискутирале Библијата и се исмејувале. Еден ден Бенџамин Франклин дошол и раскажал една приказна за едно 4-члено семејство, маж, жена и 2 машки деца. Ја раскажал приказната и сите биле воодушевени, ако се сеќават од таа приказна. Го прашале дали ги познава лично луѓето, дали тоа семејство кое претрпело една таква трагедија може да им каже нешто повеќе. Бенџамин кога ја раскажувал таа приказна, намерно ги имал сменето имињата и рековме дека приказната која што им ја раскажал била токму приказната или книгата Рут. И им рекол дека оваа сторија е од Библијата, поточно од Стариот Завет, и го носи насловот книгата Рут. Јас, да кажам, многу ја испофалив книгата Рут, бидејќи има што да се каже од самата книга. Кажав дури за нас како проповедници, за нас како толкувачи, може да се говори на многу сегменти, на многу полења, во многу контексти. И ја минатиот пат избрав и говорев, нели, за нашите грешни избори и тешките последици. И се задржавме само како едно подсетување токму на главата на семејството, токму на Елимелех, човекот кој замина во туѓа земја, замина во земја каде што не владееше неговиот Бог Јахве, замина таму и се задржа некаде околу 10 години. Исходот, или јас би рекол, одењето на печалбата беше 3 споменика. Почина мажот, починаа и неговите 2 синови. Од толку многу говорење за книгата Рут, размислувајќи утре дента, на пасторот му велам, толку многу ја исфалив книгата Рут, и да говорам само тоа што го говорев минатиот пат, нема да можам. Просто нешто не ми дава однатре. Така да, дури и во црква кажав, препорачав да земете и да ја прочитате книгата Рут. Многу е куса, само 4 глави. И донесов одлука да ја разгледаме целата книга. Ке ни требаат некаде 12 на проповеди, ова е втора, ке имаме уште 10 наредни проповеди. Меѓутоа, мислам дека си заслужува кога веќе ја начнав и кога веќе толку многу ја испофалив и фатив еден контекст не многу популарен од книгата Рут за нашите грешни избори и за секој пат тешките последици. Така да сакам да продолжам оваа вечер како што прочита Теја, насловот на мојата вечерашна беседа, дадов наслов Трите вдовици.
Многу накусот пред да ви кажам за што сакам да говорам и на што сакам да се осврнам. Книгата Рут е меѓу ретките книги во целата Библија, или би рекол во целата Библија, само во Стариот Завет може да се најдат две книги кои што носат женски имиња. Едната е книгата Рут, другата е Естер. Интересното е да се каже и минатиот пат, ако се сеќавате, Рут потекнува од моавските племиња, или како што реков, каде што се паганските богови. Рут е многу интересен лик. Не случајно си го заземала и местото во Библијата и ќе се обидеме во овие 10 на 12 проповеди да видиме што Бог прави од еден неверен човек како што е Рут. Не само неверен човек, меѓутоа имам в предвид човек кој што е роден во една неверна средина. Човек кој што нема ништо општо со познавањето на вистинскиот Бог и какви промени прави Бог и каква важна улога игра Рут во историјата на самиот наш Господ Исус Христос. Вечерашниве неколку стихови и вечерашниот мој наслов, како што реков, трите вдовици, сакам да говорам на овие три лика. Од кога почина Елимелех и неговите двајца синови, остана неговата сопруга Ноемин и двете нејзини снаи. Едната е Рут, другата е Орфа. Сакам да се задржам на овие три лика и да видиме оваа вечер нивните карактеристики, поточно нивните карактерни особини. Што можеме од овие три вдовици да научиме ние денеска, што можеме ние како верни луѓе да примениме денеска во денешно време. Минатиот пат завршив и кажав дека погрешните избори секој пат последиците се катастрофални. Секој. Може да анализираме, ако сакате, случки од нашиот живот, кога сме носеле погрешни одлуки, последиците секој пат биле катастрофални. Минатата проповед ја завршив со три сегмента и тоа ми беше и минатиот пат целта, дека секој пат во нашите планови кажат да запомните, добро е да го запомните, дека гревот од она што планираме да чекориме или да врвиме, секој пат ќе не однесе многу подалек од нашите планови. Вториот сегмент беше дека гревот секој пат, кога ќе бидеме во самото негово, би рекол, действие, ќе не задржи исто многу повеќе од тоа што сме планирале да останеме во самиот него. И нашите пресметки во однос на гревот како трети сегмент, што ние сме спремни да платиме за нашиот грев и за нашата поставка, никој пат ама не излегува, што би рекле, есапот на пазар и дома и на пазар не е еднакво. Цената е катастрофално, многу пати поголема и многу пати, би рекол, и потешка. Минатиот пат кажав дека многумина ќе речат и го окривуваат Бог. Зошто? Зошто да земе двајца млади животи? Зошто да го земе животот на Елимелех? Јас многу пати велам како кога врвиме по некаков пат, ние имаме наше упатство како да врвиме по тој пат. Ние имаме по тој пат знаци за кои не предупредуваат како треба да се движиме, знаци кои што не предупредуваат како треба да живееме, знаци кои што ние се собираме секојдневно, би рекол, и си изучуваме како да се движиме. Меѓутоа, кога ќе се оттргнеш од заедништвото, кога ќе се оттргнеш од Бог, кога ќе се заборавиш 10 години, исходот е неминовен таков каков што е, и затоа реков на почетокот. Елимелех отиде за печалба,
Печалбата од неговата печалба се трите споменици. Катастрофален е резултатот. Неговата сопруга кажав дека не може да биде во по-тешка ситуација од таа во која што се наоѓа. По-тешка ситуација од тоа да бидете вдовица, изгорена тоа да останете сама. По-доброто решение е да бидете вдовица, меѓутоа да имате деца. Она беше велат од лошото најлошото. Нема полошо од таа состојба. Меѓутоа интересното е Ноемин, како прв лик кој би сакал да го разгледам. Треба да имате предвид дека Ноемин е растена во еврејско семејство. Ноемин треба да имате предвид дека е растена и поучувана во духот на Јахве. Значи, Ноемин не е случајно. Ноемин не е некој кој што не знае за Бог, не знае за неговите принципи и за неговата милост и за неговата благодат. Они да не забораваме дека тргнава да бараат парче леп. Парче леп, ако земеме да видиме кај тргнава од Јудеја во Моавските полиња, некаде околу 80 на километри. Ако овдека е суша, уште помалку ќе биде врнежливо во Штип или во Велеснек. Се тргнава за да бараат парче леп. Знаева многу добро и минатиот пат кажа дека Бог секој пат кога испраќа суша или нема недостаток, како што вели текстот, немава што да јадат, тргнава да бараат хлеб, секој пат го свртува вниманието, би рекол, кон себе. Никој пат сушата не е случајна. Секој пат сушата, барем за нив, треба добро да разберат што тоа представува. Господ кога праќаше суша во тоа време, секој пат беше контекст на дисциплинирање и контекст да се свестат дека се оддалечуваат од самиот Бог. Меѓутоа, во целото, би рекол, во целата таа тешка состојба на Ноемин, таа немаше веќе што да прави. И одлучува да се врати назад, да си се врати во домот свој, да си се врати кај нејзиниот Бог. Текстот ни вели дека слушнала дека таму почнало да има храна, дека луѓето почнале да јадат леп. Време е да се врати на местото од каде што произлегува и на местото каде што, би рекол, припаѓа. Состојбата, рекол дека е тешка, меѓутоа можеби не е адекватниот збор во однос на надежта нејзина. Не знам дали сте размислувале во однос на надежта. Многу велат, верата, надежта, љубовта, надежта е таа која што последна умира. Меѓутоа, ние во однос на надежта имаме најразлични концепции во однос на личната надеж. Има луѓе кои што имаат долгосежна надеж за многу години. Има луѓе кои што се надеваат на еден месец. Има луѓе кои што се надеваат на една надежда. Многу е тешко кога немате надеж за утрешниот ден. Ноемин беше во таква ситуација. Надежта нејзина не можеше да ја положи ниту за утрешниот ден. Од кои причини? Ако немате кров над главата и ако немате екзистенција, парични средства и работа, надежта, не можете да се надевате на ништо подобро од тоа за утрешниот ден. Меѓутоа, има многу интересен момент како е можно, како што реков, Ноемин, жена која што е растена во едно духовно семејство, жена која што е воспитувана во Божиот дух, во едни такви моменти да заборава на Бог. Ние често
говори ми и таа е длабока вистина. Може ништо да немате, или како велат, земете ми се, но да останам верен до крај на Бог. Ноемин заборави дека го има Јахве. Причината за таквата неизина состојба, причината за неизиното такво размислување, безизлезно, безнадежно размислување, се состои секој пат, кога ќе бидете под покровителство на греот. Првиот белег кој греот работи во вашиот живот, во вашите околности, тоа е да ви го помати умот. Никој пат, кога сте внатре во греот, никој пат не може да донесете јасна одлука. Никој пат кога сте внатре и во греот, никој пат не можете да видите јасно, не може да видите бистро, за да донесете вистинска и реална. Од друга страна, Ноемин може да види уште еден сегмент. На своите две снаи им вели дека е добро да си се вратите назад. Тргнале за Јудеја. И текстот ни вели дека ги убедува дека е многу по-добро да си останат таму, каде што од секој пат биле, да си останат таму во татковиот дом, бидејќи немаат никаква иднина. Таа не може ништо да им гарантира за Јудеја, не може ништо да им, дури во текстот таа им говори дека е веќе многу возрасна, нема да може повторно да забремени. Па дури вели и да забременам, зарад ќе можете да издржите да ги чекате децата да пораснат. Ова е тој старозаветен закон кај евреите, кога ќе почине, да кажеме, мажот како кај нив на едната од двете јатрви, тогаш помалиот брат има обврска да се ожени со братовата сестра, фактички со вдовицата. Може да видиме, ова говори за Ноемин дека се уште умот и размислувањето и врти кон материјалното. Таа многу добро им го објаснува тој закон и затоа вели дали ќе и да можам сега да останам времена, колку време ќе помине за да пораснат тие деца, за да можете по закон да се ожени. Ниту во еден момент, што е многу карактеристично за жена која што живеела и раснела и е воспитувана во Господовиот дух, во ниеден момент да не каже ништо, би рекол со современ зборови, ништо околу евангелизирањето. Никаков поттик, никаква надеж, ништо не спомнува за нејзиниот Бог. И повторно ми се потврдува и сакам да потенцирам дека кога сте внатре во гревот, многу тешко може да ги видите јасно нештата, уште потешко може да донесете исправна одлука. Двете јатрви, Орфа вели многу брзо, еднаш рече, не, ќе дојдам со тебе, меѓутоа веќе второто говорење незино се гушнава, вели текстот, се поздравива, ти посакува мајко се најдобро и си се врати во Моавските полиња. Си се врати таму каде што припаѓа. Си се врати на местото од каде што е самата таа. Интересното е за кога се каже дека помина долго време, би рекол, во заедништво. Помина долго време во христијанско посветено семејство. Помина долго време да слуша за Јахве и да гледа
што прави вистинскиот Бог. Меѓутоа, многу лесно, многу, би рекол, едноставно, си се сврти и си се врати таму каде што припаѓа. Има многу случаи такви по црквите. Многу лесно, има луѓе кои што доваѓаат во црквата, слушаат, гледаат и многу лесно си се враќаат таму каде што припаѓаат. Таму каде што го нема Бог, таму каде што е суеверието, таму каде што е паганството, таму каде што се обичаите, таму каде што се традициите, ама бил години, не е важно колку години. Старото просто во тебе влече, тегне кон назад, тегне од таму, од каде што си припаѓа. И си отиде. Многу често за христијаните да направат еден сигурен, еден решителен, би рекол, чекор игра семејство. Семејството и традицијата. Да не е семејството и традицијата, верувам дека многу луѓе многу полесно би го направиле тој чекор. Верувам, дури се замислувам и за Орфа, дека да не беше семејството, да не беше традицијата, може би, не знам, ќе направеше посигурен чекор. Рут ја остив за последна од трите вдовици и на почетокот реков дека не случајно има книга во Библијата, не случајно го носи нејзиното име, не случајно и ние ја разгледуваме. Рут во одушевува. Ние ќе видиме со секоја наредна проповед како е можно, ако правиме една паралела со Орфа, од исто место, од Моавските полиња. Воспитувањето им е исто, пагански. Веруваат во многу божство, во пагански богови. Меѓутоа, разликата е многу драстична помеѓу Рут и помеѓу Орфа. Овој текст што го прочита Теа, јас дома од 16 стих па до 18 неколку пати ги читам. Неколку пати го читам. И незе на двете им вели дека немате иднина. Нема што да барате во Јудеја. Вратете си се, по-добро ќе се снајдете таму каде што припаѓате, таму каде што ви е семејството, таму каде што ви е фамилијата, таму каде што сте учени и растени. Таму вратете се. Категорички Рут вели нема да те оставам, и вели на најми. Таму каде што ќе одиш ти, таму ќе одам и јас. Таму каде што ќе биде твојот народ, тој ќе биде и мој народ. Твојот Бог ќе биде мој Бог. И немој да ми збориш повеќе. Таму каде што ќе умреш ти, таму вели ќе умра и јас. Многу силни зборови. Многу силни зборови. Човек може би, па ја не знам и дали е лесно и да ги изговори, да дадеш вакви зборови, да дадеш вакви ветувања. И денеска на човек, дека нема да го оставиш до неговата смрт, е многу тешко. Уште по-тешко е да ги изживееш, да ги одржиш, да ги реализираш тие зборови до крај. И Рут, интересното е што е тоа што ја поттикна Рут на една таква, не само изјава, па ќе речем ние ќе видиме во овие 4 глави, во овие 10 наредни проповеди. Што е тоа што ја мотивираше Рут? Што е тоа да си го остави семејството, да си остави роднините, да остави се? И имаме две различни личности, затоа рекол во однос на Орфа. Што е тоа
би можел да разберам да направите еден ваков чекор кога некој нешто би ви ветил. Кога Ноемин би ветила, или кога би знаел дека Ноемин е богата, дојди ке мене, нема да се грижи за јадење, за пиење, богатство, ке се омажиш, ке бидеш богата сна. Во текстот немаме ниту едно единствено ветување. Може да видиме претходно кога разгледувавме Ноемин, дека само црнила. Само црнила. Она им вика, седете си назад. Ваму нема што да бараш. 100 пати ке ти е подобро дома меѓу твоите, како и да е, него ли овде го непознато да доваѓа. Велат дека Бог не работи кај неверните во срцата. Не е вистина, Бог работи во срцата кај сите луѓе. Бог е жив Бог и Бог тоа што го прави и се слуша и се гледа повеќе од 2000 години. За да донесете на таква одлука и да тргнете на едно такво место за ништо, само може да биде инспирација на Бог. Само може Бог, како што велиме дека изворот на сите добри нешта е во нашите срца. Се почнува од нашето срце. За било какво ветување да дадете, за било што да се обврзете, сериозно, како што вели Рут, да одите до смрт, тоа е карактеристика на зрел христијанин. Рут ништо не ја поколева. Рут не тргна кај Богот на Ноемин, ниту поради пари, не размислуваше како Ноемин. Нема материјално апсолутно ништо. Многу интересно е што Рут не се осврна на назад. Интересното е што Рут во ниту еден момент не погледна на назад. Ако секој еден од нас се преиспита на моментот на повекот кога Бог работел во нашите срца, кога ние сме ја донеле одлуката да чекориме за Христос, ја многу пати сум кажал од овој вон дека нема ништо добро позади. Колку да сакаме да шпекулираме, колку да сакаме да ги издигаме работите, семејствата, фамилиите, може да глумиме дутре се. Нема ништо добро. И позади Рут не се осврна позади, бидејќи позади е само смрт, само неуспеси, само црнил. Тоа е животот на секој еден кој што кажал да на Христос. Тоа е животот на секој еден ќе излаже, одговорно тврдам од тука, ако каже дека претходниот живот бил подобар. Во никој случај нема таква концепција, нема таква опција. Иако овдека ниту мене, ниту на вас не паметам дека некој одговорил позитивно на Христос, бидејќи нешто ни ветил. Пари, станови, куки, работа. Не. Такво ветување нема. Вистинските христијани, би рекол оригиналот, минатиот пат пасторот говореше овдека за познати марки, за брендирани марки. Луѓето во светот што се занимаваат со фалсификати, секој пат фалсификуваат само бренд, за да може полесно да го продадат. Ако земеме да говориме за оригинал, за христијански бренд, ова е оригинал. Рут е оригинал. Секој еден вистински христијанин, секој еден не лажен христијанин, секој еден што е оригинал во христијанството, ќе чекори и ќе оди до смрт. Секој еден. Без разлика на околностите.
Ja не сум видел се уште некој што чекори за моето христијанско искуство, кој што се определил да биде Христов следбеник поради некакво ветување. Нема такво ветување. Никој ништо не ти ветува. Затоа реков пред малку, има и една песна на Емило Христос, нели? Христос е суштината на нашето постоење и на нашето живење. Не знам, би ве прашал од овие три лика, од овие три карактеристични, би ги нарекол лика. Се препознавате ли во некој лик? Се препознавате ли во Ноемин? Има луѓе и познавам и имал во историјата на христијанството како Ноемин. Има луѓе кои што се родени во христијански семејства, има луѓе кои што израснале во христијански семејства, има луѓе кои што се воспитувани во духот на Христос и во еден период од својот живот заминуваат некаде во светот. Не е единствената најми. Затоа велам, јас паметам во мојот христијански живот. Може би се препознавате во ликот, во карактерот на Орфа. И такви ликови многу по црквите. Таквите ликови меѓу нас, христијаните, ги нарекуваме христијани туристи. Доаѓаат во црквата, слушаат во црквата, гледаат во црквата. Ајде, ќе замине. Многу брзо ги влече тоа старо. Или може би се препознавате во ликот на Рут. Тоа е добриот лик, би рекол. Тоа е вистинскиот лик, како што реков, тоа е оригиналот. Тоа е човек кој се обврзал со многу што дека до крајот на својот живот одговор ќе се посвети на Христос. Сакам да завршам на крајот од овие три лика. Добро е секој да се запраша каде припаѓа. Нема ништо лошо. Лошото е кога не се запрашуваме, лошото е кога не си поставуваме прашања, лошото е кога не си даваме одговор. Вистински одговор. Не е страшното ако се препознаваме во ликот на Ноемин. Многу е едноставно. Ако има такви кои што се препознаваат во ликот на Ноемин, треба само едно покаяние искрено, длабоко, од срцето и од душата и да се врати повторно назад на вистинскиот пат. Не случајно Словото ни вели дека јас сум патот, вистината и животот. Обично до тука го кажувам, има една запетка, која што вели дека никој не доаѓа при Отецот, освен пред Исуса Христа. Може би, ако некој се пронаоѓа во ликот и карактерот на Орфа, ги повикувам таквите да кажат вистинско дана на Христос. Да зачекорат по вистинскиот пат, бидејќи, како што реков, тоа е вистината, тоа е надежда. Сето друго, како што кажав на почетокот, ако ви е замаглено, ако не можете да донесете вистинска одлука, не верувам дека сте на вистинскиот пат. Ако верувам дека сме во ликот и карактерот на Рут, сакам да биде така, тогаш една песна вели: раце подигам, Господ доаѓа, добро е,
да ги издигаме рацете и да благодариме на нашиот Господ Исус Христос за милоста и за благодата по која што ни си има открие и ни има привлечено кон себе. Сите се нарекуваме христијани, но не сите сме одговорни. Сите се нарекуваме христијани, ама не сите доследно го следиме Христос. Има поважни работи во животот кои не влечат. И неделната служба си ја заменуваме со многу други поважни нешта. Часовите кај што треба да се охрабруваме и да растеме во спознавањето за да може да го живееме овој живот, па ги заменуваме со нешто друго. Имаме знаци по патот. Кој сака да ги примени, одговорноста е до вас. Добро е да ги разпознаваме, добро е да ги следиме тие знаци, за да можеме да си го изодиме патот и да се препуштиме кај оној што е сигурен водач кој не води до вечност. Амин.